дискусијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Омилено превозно средство на скопјани се уште е автомобилот. Во градинката Росица донирани 10 прочистувачи за воздух. Бројни предности од подземните контейнери, но сепак не се користа доволно. Подземните премини во Скопје се небезбедни и нечисти. Нов концесионер на Дрисла ќе биде германски Шолц. Вкупно 136 институции, државни, јавни и финансирани од буџетот, ќе добијат нови имиња, согласно Преспанскиот договор и направените уставни измени. Одлуката за преименување на институциите официјално е донесена вчера на владина седница. Уставниот и Врховниот суд, Јавното обвинителство, Судскиот совет, Државното правобранителство, Советот на јавни обвинители и Народниот правобранител ќе бидат на Република Северна Македонија, како и собранието, председателот на државата, владата, министерствата, Народната банка, агенциите за вработување, за иселеништво, за странски инвестиции и за храна и ветеринарство. Република Северна Македонија ќе важи и за Универзитетот Свети Кирил и Методи, Црвениот крст, Струшките вечери на поезијата, кинотеката, Драмскиот и Македонскиот народен театар и за националните паркови Маврово, Галичица и Пелистер. И македонски железници, станува железници на Република Северна Македонија. Додека пак македонската опера и балет и филхармонијата од македонска ќе се преименуваат во национална. Македонската радиотелевизија ќе стане национална, како и јавното предпријатие Македонска радиодифузија, кое се преименува во Национална радиодифузија. Во национална се менуваат и Македонска пошта, како и Македонската банка за поддршка на развојот. Влегуваме во темелни, целосни градежни работи, замена на инсталации, замена на електричната инсталација за уличното осветлување, под должина на целата улица. Очекувам дека во наредниве неколку месеци, во зависност од координираните градежни активности со општината Кисела Вода, во целост извршиме замена на преку 10.000 метри квадратни асфалтна површина и преку 6.500 метри квадратни површина на тротоарите. Заедно со градот е овој заеднички проект каде што финансира реконструкцијата на улицата е финансирана од страна на градот Скопје, а општината Кисела Вода ќе пристапи со реконструкција на уличното осветлување до целата траса. Тоа што го говоревме во изборите дека само заедно општина, град Скопје и централната власт можеме да направиме успех, веќе и го исполнуваме на терен. Скопје, Битола, Тетово и Куманово се најдоа на листата на најзагадени градови во светот за 2018 година, според анализата изработена од меѓународната невладина еколошка организација Greenpeace и IQ Air Visual, група со седиште во Швајцарија, која глобално го следи аерозагадувањето. На листата од 3000 градови, од македонските градови, Тетово е највисоко на 169-то место, Куманово на 261-то, Битола на 280-то, а Скопје на 315-то место. Од регионот за најзагаден град е посочен Живинице во Босна и Херцеговина, додека на светско ниво најзагаден главен град е Нью Делхи, 20 милионската престолнина на Индија, а го следат главните градови на Бангладеш, Дака и Кабул во Авганистан. Пекинг е 8 на листата, а од светските метрополи Лондон се наоѓа на 48-то место, додека Вашингтон на 56-то. Мерењата на Greenpeace и IQ Air Visual покажале дека кај 64% од 3000 града на листата ги надминуваат препорачаните од Светската здравствена организација ограничувања за изложеност на PM2,5 честичките на годишно ниво, што се поврзуваат со голем обем на здравствени проблеми кај луѓето. Извештајот за аерозагадувањето во светот за 2018 година се базира на јавни податоци од извршен мониторинг, како што се владени мрежи за мониторинг потврдени со мерењата извршени од мерни станици на AirVisual, со кои оперираат приватни лица или организации.
Светската здравствена организација проценува дека глобално 7 милиони луѓе годишно пред време умираат како последица од изложеност на аерозагадувањето, а Светска банка пресметала дека тоа годишно ја чини светската економија загуба во работни часови од 225 милиарди долари. И покрај високиот степен на загаденост на воздухот во Скопје и апелите што повеќе да се користи алтернативен превоз, сликата во македонската метропола денеска ја отсликуваше ниската самосвест и незначително малите заложби кои граѓаните ги даваат за подобрување на квалитетот на воздухот. Лошите навики на возачите денеска повторно им го невозможуваат движењето на оние малкумина кои одлучиле наместо со автомобил обврските да ги завршат со велосипед. Иако уште од најрана возраст се учат сообраќајните правила, скопските возачи се уште не знаат дека велосипедските и пешачките патеки не се наменети за паркирање на автомобили. Се пожали еден повозрасен жител од скопската населба Киселавода, кој редовно вози велосипед. И дел од останатите граѓани, кои денеска ги сретна екипата на Прва Скопска, се пожалија на лошата велосипедска инфраструктура, а најголем проблем на велосипедистите и понатаму остануваат лошите навики на возачите. Веќе неколку години градот Скопје работи на проектот Скопје Велоград, кој според очекувањата на градските власти ќе овозможи непречено користење на велосипедот како превозно средство. Иако досега проектот требаше да биде завршен, неговата реализација е одложена за 2020 година. Според планот, годинава се очекува да заврши изградбата на велосипедските патеки во должина од над 16 километри, со што за помалку од 2 години од сега Скопје ќе биде велоград со развиена велосипедска мрежа што ќе ги поврзува сите населби во градот, велат од град Скопје. До сега се изградени велосипедски патеки на градските улици во општините Киселавода, Чаир, Бутел, Ѓорче Петров, Карпош, Центар и Газибаба. Но подобрувањето на велосипедската инфраструктура не значи само изградба на велосипедски патеки, туку и паркиралишта за велосипеди. Од град Скопје велат дека поставувањето на држачи за велосипеди на повеќе локации во Скопје е дел од континуираните заложби на градот за подобрување на велосипедската инфраструктура и условите за користење на велосипед, со цел поттикнување што поголем број граѓани, особено младите, да го користат велосипедот како основно превозно средство. Токму такви држачи се поставени во средното училиште Орце Николов и пред театар комедија. На 2 дена пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот вели дека бремените жени возачи не смеат да бидат дискриминирани кога станува збор за управување со возило, но постојат низа специфики во однос на однесувањето на жената возач и мајка во сообраќајот. Во ваква состојба, жената како возач мора да знае како да се однесува во сообраќајот и како да го заштити своето бебе. Положбата на седење зад воланот е првиот и најважен момент со кој секојдневно се соочуваат бремените жени возачи. За сосема доволна и безбедна оддалеченост од воланот се смета растојанието од околу 25 сантиметри, но важна е и насоката на воланот. Затоа внимавајте воланот да биде во правец на градниот кош, а не во правец на вашиот стомак. Обврската за користење сигурносен појас останува и покрај специфичната состојба во која се наоѓа жената. Она што е најважно е да внимавате појасот да биде правилно поставен. Тоа значи долниот дел од појасот да биде ставен под стомакот на колковите, но не и врз стомакот. Горниот дел од појасот треба да биде поставен над стомакот. Не постојат директни ограничувања за тоа до која фаза од бременоста е дозволено да се управува со моторно возило, но сепак гинеколозите препорачуваат тоа да биде до 30-та недела од бременоста, а ако возите на подолги дестинации да правите почести паузи. Во случај на сообраќајна незгода, бремените жени задолжително треба да посетат лекар, дури и кога се сигурни дека не се повредени. Не е научно потврдено, но сепак некои студии покажуваат дека бремените жени кои учествувале во сообраќајна незгода се со повисок ризик за предвремено породување.
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата препорачува бремените жени возачи да се држат до наведените совети и пораки за поголема лична безбедност и за поголема безбедност на нероденото бебе. По повод празникот на жената 8 март во основното училиште Кирил и Методи во Стајковци се одржа манифестација посветена на мајките. Дел од учениците изработија символични цвеќиња од хартија кои им ги подарија на родителите и наставничките кои присуствуваа на манифестацијата. Учениците од 1 до 9 оделение по повод празникот ги прочитаа најубавите песни напишани за нивните мајки. Како што изјави директорката на училиштето Виолета Поповска, оваа манифестација е од големо значење бидејќи е посветена на сите жени и мајки. 8 март како меѓународен ден на жената е причина повеќе да се потсетиме на вредностите кои што ги имаме ние жените, мајките. Но денес, на овој ден сме тука за да покажеме дека и секој ден имаме можност да укажеме, да покажеме љубов, внимание и почит кон нашите најмили. Денес во нашето училиште учениците под менторство на своите наставници со убавиот пишан збор твореа лични творби преку кои ја искажаа љубовта кон својата мајка, а преку моќта на ликовното творештво го овековечија ликот на својата мајка, изработуваа и цвеќиња, бидејќи цвеќето е символ на празнување на овој празник, кои што цвеќиња исто така беа подарени на своите мајки. Директорката Поповска додаде дека на тема мајка учениците направија и ликовна изложба каде децата си ги насликаа нивните мајки. Ликовната изложба е поставена во холот на училиштето, а децата работеа во повеќе техники. Можеа да се видат изработки од глина, како и други видови на ликовни техники. Ликовната работилница беше организирана една недела, значи претходно, под менторство на своите наставници учествуваа ученици од 4 до 9 оделение. На ликовната изложба се употребуваа, користеа разни техники во ликовното изразување, молив, туш, темперна. На манифестацијата присуствуваше и познатиот македонски сликар Живко Поповски Цветин, кој со неговите цветни цртежи привлече големо внимание и интерес кај децата. По повод 8 март, Денот на жената, во организација на Детскиот културен центар Карпош, ќе биде организирана традиционалната изложба на деца од предучилишните установи на тема "Цртам за мојата мајка". Децата од градинките изработуваат честитки и цртежи, поврзани со темата мајка и жена, во кој се гледа нивната креативност и фантазија, за тоа како си ги замислуваат своите мајки. Изложбата ќе биде отворена во просториите на ДКЦ Карпош на 8 март во петок, со почеток во 10 часот. За децата од градинките организирана е пригодна програма, како и представување на стоматологот Валентина Филиповска, која ќе им раскаже за незината работа како стоматолог и за тоа дека секоја жена може да биде успешна во секоја професија за која ќе се определи. Од денеска до 8 март ќе се одржи 10-то јубилејно издание на Вечерите на женски права, во знак на овогодинешната тема за одбележување на Меѓународниот ден на жената 8 март. Размислувај еднакво, гради паметно, со иновација за промена. Фокусот е на лидерките во индустријата, на стартапи кои прават промена, социјални предприемнички, активисти и жени иноваторки. Изнаоѓање начини преку кои иновацијата може да ги премости пречките и да го забрза прогресот кон родовата еднаквост. Организатор на настанот е Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА Скопје, а настанот се реализира под покровителство на град Скопје со поддршка на UN Women, тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, во партнерство со Институтот за родови студии, Филозофски факултет Скопје и Шведската амбасада во Скопје. Програмата ќе се одвива во текот на 3 дена, 6 и 7 март во Кинотеката на Македонија и на 8 март во Младинскиот културен центар, галерија и кинофросина. Влезот за сите 3 вечери е слободен.
Со цел да се обезбедат подобри услови во детските градинки, општина Ѓорче Петров презема сериозни чекори да се обезбедат прочистувачи за воздух во сите градинки на нејзина територија. Денеска во градинката Росица, клон Пампурче, во населбата Даме Груев, Скопски пазар донираше 10 прочистувачи за воздух. Како што изјави градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски, оваа донација од Скопски пазар е повеќе од добредојдена, бидејќи со овие уреди значително ќе се подобри квалитетот на воздухот и ќе се намали ризикот од заболување на дишните патишта на децата. 10 уреди ќе бидат поставени во 10 простории за престој на децата, со што објектот Пампурче ќе биде целосно обезбеден со прочистувачи. Тоа огромно е задоволството кога локални наши етаблирани фирми и предпријатија ни помагаат во овој правец. Денеска се наоѓаме во клонот на детската градинка Росица во Пампурче, во населбата Даме Груев, каде што заедно со Скопски пазар на наша среќа ни доделуваат 10 прочистувачи за воздух за најмладите генерации, односно за децата во нашата градинка. Уште еднаш би апелирал за таа општествена одговорност да се подигне на повисоко ниво, бидејќи ние како општина со тој скромен буџет можеме да излеземе во предсред на граѓаните за основните работи, меѓутоа секоја дополнителна помош ќе ни биде навистина од корис. Гоце Трпковски од Скопски пазар изјави дека задоволството е големо што како општествено одговорна компанија имаат можност да им обезбедат подобри услови на децата. Скопски пазар се одзва на поканата од општина Ѓорче Петров да помогне за донација за прочистувачи за воздух. Ние сме општествено одговорна фирма и претходно и понатаму ќе продолжиме. И она што највише не радува што овие прочистувачи ќе завршат кај најмладите за да имаат безгрижно детство. Од општина Ѓорче Петров информираа дека останува определбата за справување со загадувачите, па затоа треба да се искористат позитивните ефекти и решенијата што ги нудат прочистувачите на воздухот. За општината приоритет се градинките и училиштата, со цел најмладите во просторот каде што го поминуваат најголемиот дел од денот да имаат поквалитетен воздух и слободно да ги извршуваат сите активности. Во општина Ѓорче Петров досега 2 градинки се целосно опремени со прочистувачи за воздух, а останатите ќе бидат опремени до крајот на годината. Користењето на подземните контейнери во Скопје има голем број предности како за граѓаните, така и за животната околина. Со овој систем, сметот е под земја и не создава непријатна миризба, а истиот е од големо значење за работата на јавното предпријатие комунална хигиена, бидејќи значително се заштедува време и средства. Но и покрај предностите на подземните контейнери и после неколку години од нивното поставување, дел од граѓаните немаат навика сметот да го фрлаат во отворите, туку полесно им е да го остават на платформата до самите отвори, или пак честопати се случува на платформата за контейнерите да има паркирано автомобил, што го попречува празнењето на садовите. Од град Скопје често упатуваат апел до граѓаните подземните контейнери правилно да ги користат, да не ги оставаат кесите пред контейнерите, да не ги оштетуваат и да не ги паркираат своите возила пред платформата. Исто така и од јавното предпријатие комунална хигиена апелираат до граѓаните да не ги паркираат своите автомобили пред платформите на подземните садови за исфрлање на отпадот, затоа што на тој начин го невозможуваат пристапот на специјалните возила за празнење и миење на овие контейнери. Често се случува стопанските субјекти да фрлаат погабаритен отпад во подземните контейнери и со тоа го заглавуваат отворот, па честопати контейнерите остануваат празни, а граѓаните отпадот го оставаат на платформата. Од комунална ги повикуваат стопанските субјекти да склучат договори и да им се даде посебен сат за одлагање на отпадот, затоа што подземните контейнери се наменети за домаќинствата. Градот Скопје системот со подземни контейнери започна да го користи во 2013 година и во трите фази од проектот вакви системи со подземни контейнери се поставени на 40 локации во повеќе скопски општини. Во изградбата на овие подземни контейнери со 1/3 од трошоците учествуваа градот Скопје, општината на чија територија се поставува и јавното предпријатие комунална хигиена.
Нехигиената и несигурноста се причините поради кои скопјани ги избегнуваат подземните пешачки премини во градот. Подвозникот кај Асуц во автокоманда е во катастрофална состојба, претворен во јавен тоалет, па никој не се осудува да премине преку него и комплетно е исфрлен од употреба. Другите два се во подобра состојба. Подвозникот кај трговски центар Скопјанка постојано се одржува, но поголем дел дуќанчиња се затворени и воопшто не се користат. Пешаците повеќе се одлучуваат да поминуваат над преминот преку зеленилото во жардиниерата, отколку да се спуштат во подвозникот и да го преминат булеварот Јане Сандански. Пешачкиот подвозник во населбата Автокоманда кај хотелот Континентал е во функција, граѓаните го користат, најмногу студентите, но сликата е лоша. Како што велат сопствениците на дуќаните кои работат таму, подвозникот не е безбеден, нема осветлување и често се мета на кражби. Подземниот пешачки премин кој се наоѓа во населбата Автокоманда постои веќе 47 години, но за жал, од неговото постоење па се до ден денес не е извршена никаква реконструкција. Граѓаните го користат овој подземен пешачки премин, најмногу студентите, но како што велат тие, не е безбеден за поминување. Најмногу за безбедноста стравуваат во ноќните часови кога и нема никакво осветлување. Овој подвозник и покрај тоа што се наоѓа во лоша состојба е најфреквентен и максимално искористен. Граѓаните бараат од надлежните да се направи реконструкција и да се создадат услови за поголема безбедност. Граѓаните поради лошите услови на подземните премини ги претрачуваат сите сообраќајни ленти на булеварите, а причините за ваквото однесување ги посочуваат во лошата состојба на премините. Велат дека во попладневните и вечерните часови воопшто не е безбедно да се поминува. Нашата камера забележа дел од пешаците кои го користат преминот, при што ги прашавме колку често ги користат подземните премини и дали се безбедни за поминување. Ќе ни кажете ли дали често го користите овој подземен пешачки премин? Многу често го користам овој подземен пешачки премин. Меѓутоа, како да ви кажем, разочаран сум од ситуацијата што е овде, еден единствен подземен премин кој надлежните институции, кои се, што се, како се, да не навлегувам во тие проблеми, не преземаат нешто конкретно да ова се среди, зашто не само јас како индивидуа, значи повеќето луѓе го користат, а не се презема ништо, на жал. Што ќе ни кажете за безбедноста? Дали е воопшто безбеден за поминување, особено за помладите луѓе кои што, нели знаеме, студентите најмногу го користат? Да, студентите најмногу го користат, тачно. Меѓутоа, за безбедноста тоа може само они да го кажат, пошто јас не го користам во ноќните така часови. Дали користите подземен пешачки премин? Да. Сметате дека е доволно безбеден? Не е безбеден ноќно време, пошто ја тука знам како е. Има таму се собираат некои, па прават бели, чекат некој да помине, дали ќе го истепат, дали мобилен ќе му земат, тоа е чудо едно. Само ноќно време, а ноќно време не поминува, да знаете. Да, добро е. Подобро е значи да се помине под пешачката зона, мислам во пролазот, отколку преку улица да се претрчува. Дали сметате дека има доволно хигиена? Не, тунелот не е баш чист. Не се одржува хигиената, воопшто не е чист. Дали често го користите подземниот пешачки премин? Овој да. Овој. А дали сте задоволни од хигиената, од безбедноста? Јас се преселив од Белград овде пред 2 недели и се ова ми е прилично познато. И не само во подземните пешачки премини, некултурата се забележува насекаде. Битпазар ќе го посочиме како место во кое владее самоволија и апсолутно непочитување на сообраќајните правила. Надземниот пешачки премин ретко кој го користи, но затоа сведоци сме на постојано претрачување преку оградата и жардиниерите.
Токму оваа улица честопати возачите ја посочуваат како една од најпроблематичните во градот, на која треба најмногу да се внимава на пешаците. Ништо поразлично не е ниту во другите делови од градот, по се изгледа дека и жителите на Карпош и Аеродром не се ништо поразлични. Па од тука и на Партизанска, како и на булевар Јане Сандански, сликата на неочекувано претрачување на пешаци е секојдневие. Со непочитувањето на правилата во сообраќајот и претрачувањето на булевар, граѓаните го ризикуваат сопствениот живот, а исто можат да заработат и некоја казна. За преминување улица на црвено светло, казната изнесува 35 евра, а за преминување надвор од пешачки премин 25 евра. Заврши јавната презентација и анкетата за деталниот урбанистички план Градска четврт и 09 нова железничка станица во делот за општина Центар. Бидејќи планот опфаќа и дел за аеродром, и за него допрва ќе следуваат јавна презентација и анкета. Како што пишува Нова Македонија, жителите на Центар кои го видоа планот веќе ги дадоа своите забелешки и сега им останува на надлежните да ги сумираат, анализираат и евентуално да ги вградат во предвидениот план. Планот опфаќа површина од 8,51 хектар во градската четврт нова железничка станица. Се предвидува изградба на нови стамбени и деловни објекти, зелени површини и единици за здравствена и социјална заштита. При тоа во делот на општина Центар, планот предвидува инфраструктура и стамбени згради, а во делот на општина Аеродром, големи трговски единици и единици за здравствена и социјална заштита, а истиот тој предвидува и паркови и зеленило на територија на двете општини. Предвиденото зеленило во рамки на деталниот урбанистички план е во обем што би бил можен со постојната состојба, односно така нареченото парковско и заштитно зеленило. На ова место е предвидена изградба на 6 објекти за колективно живење со приземи плюс 7 ката во висина. Делот од Центар беше ставен на јавен увид, а делот што се однесува на Аеродром ќе биде ставен на јавен увид набрзо кога на увид ќе бидат презентирани сите детали од страна на стручно лице. До сега само за мал дел од опфатот на овој план постоела планска документација, бидејќи со генералниот урбанистички план на градот Скопје од 2002 година овој опфат бил третиран како зона со намена за површини за сообраќај и врски. Со генералниот урбанистички план од 2012 година овој опфат ја менува намената и се формира Градска четврт и 09 нова железничка станица. Германската фирма Шолц ќе биде концесионер на депонијата Дрисла. Бодувањето на понудите на тендерот од 2011 година е завршено и според тоа германски Шолц е прворангиран. В среда ќе биде закажана вонредна седница на Советот на град Скопје, на која единствена точка на дневен ред ќе биде избор на нов концесионер на депонијата. Одлуката ќе биде конечна откако Советот ќе изгласа и тогаш ќе бидат соопштени условите под кои идниот концесионер ќе управува депонијата, изјавиле од кабинетот на Шилегов. Комисијата формирана од градоначалникот Петре Шилегов деновиве извршила бодување на трите фирми кои на тендерот објавен во 2011 година доставиле понуди и влегле во втората фаза, а тоа се италијанската ФЦЛ Амбиенте, германската Шолц и австриската АСА. Во моментов Дрисла е под концесија на италијанската фирма ФЦЛ Амбиенте, поради што и германски Шолц со години водеше судски процеси поради нерегуларности во тендерската постапка. Германската фирма Шолц ќе биде концесионер на депонијата Дрисла. Бодувањето на понудите на тендерот од 2011 година е завршено и според тоа германски Шолц е прворангиран. В среда ќе биде закажана вонредна седница на Советот на град Скопје, на која единствена точка на дневен ред ќе биде избор на нов концесионер на депонијата. Одлуката ќе биде конечна откако Советот ќе изгласа и тогаш ќе бидат соопштени условите под кои идниот концесионер ќе управува депонијата, изјавиле од кабинетот на Шилегов.
Комисијата, формирана од градоначалникот Петре Шелегов, деновиве извршила бодување на трите фирми кои на тендерот објавен во 2011 година доставиле понуди и влегле во втората фаза, а тоа се италијанската ФЦЛ Амбиенте, германската Шолц и австриската АСА. Во моментов Дрисла е под концесија на италијанската фирма ФЦЛ Амбиенте, поради што и германски Шолц со години водеше судски процеси поради нерегуларности во тендерската постапка. Законот за заштита на пределот на Матка и Законот за заштита на парк Шумата Водно се во завршна фаза на изработка и со нив ќе се регулираат зоните на строга заштита во овие подрачја, изјави денеска заменик министерот за животна средина Јани Макрадули пред почетокот на работилницата подготовка на национален интегриран план за енергија и клима за периодот 2020-2030 година. Макрадули, одговарајќи на новинарско прашање за дивоградбата на Матка, рече дека дивоградбите ги оценува како негативни, што влијаат на природата, како недозволиви и нешто што мора да се регулира и како Министерство за животна средина укажуваат за заштитата на природата како најзначајна компонента во зачувувањето на околината на Скопје. Во тој контекст посочи дека согласно законот што е во изработка, ќе биде строго регулирано што може да се гради на Матка и на Водно. Законот за Матка е во понапредна фаза. Завршено е зумирањето, подготвени се сите документи и се надевам дека брзо ќе влезе во владина процедура. Истото тоа го очекувам до крајот на годинава да го направиме и за Водно, за конечно да се стават на законска основа, што се може да се прави, а што не во овие природни убавини, рече Макрадули. Истакна дека со законските одредби ќе се дефинираат зоните, која зона ќе биде за строга заштита, која е за активно управување и која е за одржлив развој. Во секоја од различните зони ќе може нешто да се направи. Зонирањето е завршено и се надевам законот брзо ќе дојде во владина процедура. Истото ќе важи и за Водно. Ќе постојат заштитени зони во кои нема да може ништо да се прави, додека во други ќе може да се интервенира за рекреација и за објекти, додаде Макрадули. Од понеделник почнува Великденскиот пост, кој трае 48 дена, од прочка до Великден. Денот по прочка е чист понеделник, кога почнува големиот Великденски пост. Великденскиот пост е најдолгата и најстрогата форма на постење, а постот значи воздржување телесно и духовно. Постот е потреба и за телесното и за духовното здравје. И најважно, постот не е само воздржување и одрекување од храна, туку е важен и духовниот пост, одрекувањето и воздржувањето од секое зло и грев. Во тие денови треба да се воздржиме од лоши мисли, зборови и дела, да се покаеме и да се исповедаме, духовно да се зајакнеме и да се збогатиме, да правиме добри дела и да покажеме љубов кон Бога и кон луѓето. Нашите верници треба да знаат дека всушност постот треба да биде практикуван не само со воздржување од мрсна храна, туку всушност тој има и духовна димензија, односно верниците наши кога постат, покрај тоа што не треба да употребуваат мрсна храна, тие треба да бидат поактивни во духовниот живот. Во која смисла? Да ги постуваат повеќе богослуженијата, да читаат дома повеќе од Библијата и друга духовна литература и во целост да бидат посветени на сите нивни постапки, да не се караат со ближните, да внимаваат, да не речам, на секој збор што ќе го искажат, да се види дека навистина тие се во еден посебен период богоугоден кој што го живеат. Поред свештениците, правилниот пост е од понеделник до петок да се готви без масло, а сабота и недела со масло. Додека пак рибата е дозволена да се јаде 2 пати во текот на постот, за цветници и за благовец. Но свештениците препорачуваат овој пост да се практикува првата и последната недела, а во останатите недели пост без масло да се практикува понеделник, среда и петок. Доколку несвесно го прекршите постот, црквата препорачува да продолжите да постите. За верниците би препорачал овие пости што ќе ги постат во целост,
првата и последната недела барем нека ги постат без масло од понеделник до петок, сабота, недела нека конзумираат масло. Следните недели, кои што се втората, третата, четвртата, петата и шестата, барем понеделник, среда и петок нека ги постат без масло, вторник и четврток масло. Доколку не можат да се воздржат од употреба на риба, тогаш рибата нека ја конзумираат единствено во сабота и недела, кога самата црква веќе дозволува јадење на масло. Во Великденскиот пост постојат и така наречени тримери, односно првите 3 дена не се јаде ништо и не се пие вода. Од храмот Свети Климент Охридски велат дека во секој храм има барем по 10 верници, кои ги почитуваат тримерите. Во Великденскиот пост не се прават свадби, ниту се дозволува венчавање. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.